Очи во очи со премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски, имам две варијанти, две опции. Едната е да ги накострешам новинарските боцки за политичките состојби, за кои од друга страна луѓето веројатно секаде можат и да слушнат и да прочитаат, или пак да се обидам да го демистифицирам ликот на Никола Груевски. Првата варијанта е веројатно на комотната новинарска позиција, на факти, на анализи, предпоставам на сувопарни политички одговори, а оваа втората е варијантата на психолошките тригери, на личните емоции, па дури на личните болки. Јас се разбира се одлучив за втората варијанта. Сега од вас зависи, господине премиере, дали ќе даваме кошеви или ќе правиме фаули. Ајде да даваме кошеви. Да даваме кошеви. Очекувам вечерва да го симнете одбранбениот штит на политичар и на премиер и да разговарам со човекот Никола Груевски. Ке ми дозволите да влеземе вечерва 2-3 слоја подлабоко во кожата на премиерот? Па еве да се обидеме. Што е за вас папокот на светот? Интересно прашање. Па ако се гледа вака историски, веројатно овој дел Балканот ние каде што живееме ги исполнува сите предуслови и влегува во тесна конкуренција да ја добие таа ласкава титула. Но ако гледаме малку по-филозофски, на еден поинаков начин, веројатно домот, семејството, е местото на пресекот, од каде што излегуваат понатаму успесите и неуспесите, и од каде што излегува хармонијата или вознемиреноста. Секој дом има свој некаков препознатлив мирис. Кој е мирисот на вашиот дом? Повторно во една смисла во која што мислам дека вие ме прашувате, би рекол спокојството и топлината. Со кои работи уживате да се буткате на рака? Има такви работи. Уживам да се буткам на рака со одговорите не можам или невозможно. Тоа моите соработници најдобро го знаат, кога ќе ми извесат за нешто дека не може да го направи. Значи нема за вас не можам? Па не е до толку дека нема, ама моите обиди да има успех, да има напредок, се многу поголеми отколку нашите стандарди тука во Македонија. И тоа е едната ситуација. Второто буткање вака на рака што би го извојува е премолчувањето на вистината таму каде што треба да се каже. Тука знам и да ризикувам. Тука знам да изненадам. И да звучам невообичаено, да возбудам духови, особено кога е нанесена неправда. Тога сум спремен да се буткам на рака, како што кажете вие. А кога вели не можам вашето дете, како му велите? Што му велите? Тоа е друго. Тоа е друга? Тоа е друго. Моите деца се во возраст во која што треба поинаков пристап. Тогаш многу внимателно, пополека треба да се објаснува како може. Која е најважната лекција која што би сакале да им ја пренесете на вашите деца? Еве, вака да речем, јас би бил среќен ако успеам да изградам деца кои што ќе имаат здрави вредности, кои што ќе бидат пред се луѓе и ќе ја гледаат љубовта од еден вистински аспект, а не од аспект на интерес или од нешто друго. Ние имаме една поговорка старо-мало, ама јас сега обратното, значи, помислата на Гете, една прекрасна мисла која што вели најголемиот човек всушност го зачувал детето во себе. Како го негувате детето во себе, односно колку мислите дека сте блиску или далеку од детскиот сон, оно што некогаш ви беше некаква проекција за себе си, дека ќе бидете во животот? Тешко прашање. Затоа што човек кога е во тие години често пати ги менува своите соништа. Скоро да нема дете, особено машките, што посакале да бидат, не знам, космонаут или фудбалер или полицаец, не заборавете, да. И така натаму. Да. Во основа јас ги поминав сите тие стадиуми на развој. Сакав да бидам и фудбалер, и космонаут сакав да бидам, и лекар, доктор, нели, и се. Една од последните желби кои што ги имав пред конечно да се определам на економија, беше дилемата економија или филмска режија. Во тој период се распрашував за можностите за упис на универзитетот во Прага. Еден од најаките универзитети по режија во Европа.
се соочив со едно силно обесхрабрување од страна на моето семејство, и потесно и пошироко, бидејќи никој во семејството не беше во таа професија и малку им беше чудно. Конечно се одлучив за економија. Ето од каде би била вас желбата да ја режирате стварноста? Но не, еве на пример, неодамна кога бев во Прага службено, најпрво ми разговарав со премиерот на Чешка, а потоа отидов и на самиот универзитет да ги замолам да се започне соработка помеѓу нивниот и нашиот универзитет и тие предложија 3 стадиуми. Првиот да биде наши студенти да добијат стипендии за таму и веќе тоа владата го прави. До сега во првата година 5, во втората 3 македонски студенти во основа на оглас објавен во јавноста добија стипендии, веќе студираат во на тој универзитет, на тој факултет. Така што ете, јас не отидов по тој пат, но сакам да им помогнам на новите генерации што тоа го сакаат, да имаат таква можност. Јас ја одбрав економијата како професија и сум среќен и задоволен со таа професија, ми исполнува и постојано се обидувам да се надоградувам и во тоа. Од приказните за деца најинтересни се оние каде што зверот наеднаш се претвара во принц. Во денешнава современа приказна на светот, глобалниот звер ги јаде помалите. Како да цртаме со спектарот, со светскиот спектар на боите, а при тоа да успееме да ги задржиме собствените локални нијанси? Пак ќе се навратам на една тема што на почетокот ја спомнав, а тоа е мултиетничноста, мултирелигиозноста, мултикултуризмот. Во Македонија е нијанса која што може да се најде во светските бои и нијанса со која што можеме да се гордееме. Од тој аспект, ако Македонија немаше, светот требаше да измисли. Имате според вас некои работи кои што би требало да бидат некакво наше свето тројство? Сега вака се обидувам низ ваков јазик да го формулирам прашањето. Да, во основа светото тројство не би требало да се споредува со денешнината, но во една символична смисла. Во една символична, да, токму затоа така го формулирам. Па од културата дефинитивно серверот од вториот Хомер, Глигор Прличев. Од историјата веројатно што се однесува до Македонија Александар Македонски, што се однесува до поновата историја и Гоце Делчев. Од науката јас би се определил за Димитрија Чуповски. Мартин Лутер Кинг велеше: првиот ден на нашата смрт настапува тогаш кога ќе замолчиме за важните нешта. Господине премиере, кои се работите за кои не смееме да замолчиме? Па дефинитивно слободата на избор. И тоа кога ќе се одземе и тоа кога ќе се спречи, почнуваат револуциите. Револуцијата во основа е ситуација на хаос, од која што може да произлезе ново општество со добри вредности, но и може да произлезе ново општество со фалинки во тие вредности, кои што повторно можеби ќе мора да се решаваат со револуција. Од тука би рекол дека слободата на избор е основата и не случајно тоталитарните режими паѓаат токму на тоа. Може да се каже дека или да се слушне од некој дека и демократијата има проблематичен момент, затоа што демократијата е наметнување на волјата на мнозинството над малцинството. И тоа сепак, дури кога е тоа така, малцинството се уште има право на собствен избор и на собствена мисла и на собствен став. Апсолутно. Има право да се бори за тој став, да дискутира за тој став, да дебатира за тој став и да се бори преку диалог, а без насилство, во еден момент да го достигне тој став. Зборувајќи вака за слободата, господине Груевски, ме потсетивте на една мисла на Жан-Жак Русо, која што вели: се раѓаме слободни, а всушност секаде сме во окови. Ова се протегнува, значи, од точката нулта на човештвото па до денес. Што за вас всушност представува слободата? За вас лично? Има многу начини на кои што може да се изрази слободата. Еден од нив што јас би го споменал е дека слободата е најдоброто нешто што може да го наследиме од нашите претходници и најдоброто нешто што може да го оставиме на нашите потомци. Јас би одговорил
за нешто за што има податоци, но што прераснува во мит. Македонскиот војвода, македонскиот комита, неговата само жртва, за да ја оствари својата идеја за слобода, е нешто што за новите генерации, освен историја, станува и мит. И тоа е нешто што најмногу го почитувам. Навистина е убаво чувството кога ќе видите куп луѓе обединети околу една иста цел, околу една убава, позитивна, една иста енергија. Ми се чини дека одамна немав доживеано таков момент. Пред 2 месеци повторно ни се случи тоа со кошаркарските успеси на македонската репрезентација на Европското првенство. Во целата таа еуфорија, во целата радост, беше тоа момент на негување на единството меѓу луѓето и негување на патриотизмот меѓу македонскиот народ. Како го доживеавте сето тоа? Па, Јас се видов на, извинете, ве видов на плоштадот. Да, бевте, да. Бев таму. Бев и во ситуациите кога се славеше поединечните победи кога се славеа. Бев и во моментот на дочекот на нашите кошаркари во публиката. Знаете што? Очигледно е дека на нашиот народ во историјата, не само денеска, него и во историјата му недостасуваат повеќе победи и успеси. Македонија предолго беше под различни робства и владења. И тие не овозможуваа многу успех. Тие го потиснуваа успехот. Во Македонија не се градеше, во Македонија се носеше од тука, па се грабаше, да речеме, наместо да се гради. Нашиот народ има потреба да се идентификува со победа. Така што и еуфоријата беше враќање на гордоста. Еуфоријата при доаѓањето на кошаркарите. Враќање на достоинството, на гордоста, чувство на победа. Тоа укажува на секого дека и тој може да го постигне тоа. Ако можат кошаркарите, ако може некој, не знам, ракометарите или ако може некој наш музичар или некој наш филмски режисер, ако може Македонија да биде трета по реформи во светот, ако може ова или она, можем и јас. Зборам за секој поединец кој што има амбиција. Предолго време Македонија, низ вековите говорам, не зборам само од денешна инстанца, предолго време Македонија беше соочувана со многу удари, со многу понижувања и некако тоа како нишка се пренесуваше од генерација на генерација, она траи и молчи или не знам. Комплексот на инфериорност просто кој што си го носиме. Наведната глава сабја не ја сече. Да. Јас напротив мислам дека наведната глава сабја ја сече. И такви некои изреки кои што излегле во нашата дури она, во нашето море на народни поговорки. Ќе ве прекинем, дури она многу арно не е нарно. Или многу арно не е нарно, зошто па да не е, нели? Да. Така што таа еуфорија доаѓа од таму, значи успех со кој што сите се идентификуваме, да не заборавиме на крајот на криштата дека успехот на кошаркарската репрезентација е најголемата бесплатна реклама што и се случи на Македонија. Не знам колку спотови што ние ги емитуваме на CNN или на RTL или на BBC и така натаму, помалку вредат отколку еден ваков успех кој што го следи најмалку цела Европа и пошироко. Социолошки анализирано, овој феномен е навистина таков. Јас сега ќе ве прашам и нешто лично. Кога навивате, се нервирате, пцуете? Во основа не пцујам, но се нервирам. Тензично следам, напнато, како и секој друг. Така. Со испакнати вени, значи, да. Па така, тензично, да. Напнато, во исчекување, некогаш станувам од местото каде што седам. Не ве држи место просто? Не држи место, па се враќам, да. Рековте, многу важен момент е идентификацијата всушност со тие херои, со победите, со чувството на некаков успех и гордоста кој што потоа, како што велите, психолошки се рефлектира кај луѓето. Од друга страна, еден од најголемите умови на човештвото, Ајнштајн, велел дека од никого не треба да се прави идол, иако тоа е различно, зборот идол е веќе преголем термин, но јас сепак би го формулирала така прашањето. Да, тој велел, почитувате го секој човек како суштество, но од никого не правете идол. Сепак имавте ли вие некакви идоли или некакви луѓе, некакви херои со кои се идентификувавте? Сум анализирал биографии на многу историски личности и на многу сум нашол доста добри работи со чекори со кои што би се идентификувал или методологија на работење со кои што би се идентификувал, но
методолошки гледано како политичар интересен е да се анализира Черчил, иако одедна историска книжка неговото действување не било најсрекно за Македонија, но методолошки како сето тоа го спровел во текот на Втората светска војна, начинот на организација и комуникација, доколку се прочитаат неговите избрани дела или неговите мемуари, ќе се види дека има една страхотно добра методологија на организација на сојузниците против победата над фашизмот. Познатиот професор и политички дисидент Ноам Чомски вели желбата за контролирање на нашите животи е доминантна тема низ целата историја на човештвото. Каква револуција сметате дека му е потребна на светот? Па во основа сметам дека на светот не му е дотолку потребна револуција колку што му е потребна една истреност и еден континуитет. Како конзервативец сметам дека револуцијата ќе дојде тогаш кога ќе дојде до изопачување на вистинските вредности и кога на пиедестал ќе дојдат други вредности кои што ќе го деградираат општеството. Значи, ако можам да си дозволам да заклучам со еден збор, тоа би било духовна револуција во тој случај. Па може да се каже и така, иако пред се сум мислам и на духовниот дел, но мислам и на секој друг дел кој што е одлика на конзервативизмот и кој што ги задржува вистинските вредности во општеството, тргнувајќи од семејство, тргнувајќи од почитување. Империите пропаѓаат тогаш кога ќе преовлада деградирањето, развратот и така натаму, и кога во преден план ќе дојдат други вредности. Погледнете го распадот на сите империи во минатото, во историјата, ќе видите дека врвот го достигнале во моментот кога во најголема мера или во најдолг период во континуитет, затоа го потенцира зборот континуитет, почитувале одредени вредности. Колку и тие да биле мокни по оружје, силата е внатре во општеството, силата не е во оружјето. Можете да купите со пари најскапо оружје, нели зборам во еден историски контекст, меѓутоа доколку внатре општеството почне да се распаѓа и деградира со ајде да речам невредности или со погрешни вредности, тогаш ќе почне тоа да слабее и да се распаѓа однатре само од себе. Знаете како, господине премиере, се вели човек доаѓа на власт да го промени светот, нели со таков идеал секој влегува, на крај човекот се менува, светот останува ист. Колку се променивте вие со вашето доаѓање на власт? Па, јас се трудам да многу да не се променам. Иако функциите се такви работи кои што знаат да го воопшто се мисли моктам влијае на промена на човекот. Јас сум видел многу случаеви кај луѓе кои што добиле моќ. Најчесто политичари, независно од која провиненција, лева, десна или било која, но не само кај политичари, може да е кај директори, менаџери и така натаму, и тие имаат голема моќ, кај што моќта почнува значително да ги менува. Дури сум видел и екстреми каде што го гледаш еден човек пред да влезе во функција, тој е човек, на крајот излегува звер. Не можеш да го препознаеш. Станува лош кон околината, станува лош кон семејството, го растура семејството, влегува во лоши односи со собствените деца, со комшиите, со пријателите, ги менува комплетно пријателите и наоѓа некои нови на кои што заемното почитување се базира исклучиво на интерес, а не на одредени други вредности. Така што, знаејќи ги сите тие работи и целата таа опасност и ризици што доаѓаат кога човек е во допир со моќта, се трудам максимум колку што можам да го контролирам собственото его, да не се променам, да останам такав како што сум бил преходно. Јас не случајно одбрав и да живеам таму каде што живеев и преходно. Да, не го променивте своето живење. Тоа не го направив толку заради популизам, тоа го направив пред се заради испраќање и порака дека човек може и од таква позиција и во ситуација кога се поседува многу поголема моќ, да остани таму каде што е. И да се труди да не се промени, да се труди да остани во допир со секојдневието и во допир со еден нормален, обичен, секојдневен свет. Или како што знае народот да каже, да забегаат, вака со еден популарен речник, па потоа не знаат што им се случило кога ќе треснат на земја, кога ќе паднат од власт или кога ќе изгубат моќта која што имале. И има уште една вака интересна работа што сум ја забележал, дека ако анализирате одредена личност, пред да влези на функција која што дава моќ. Добро.
И се обидете да му ги идентификувате слабостите, например суета, еве да земам една. Ако тој не е доволно зрела личност, таа слабост многу се зголемува. Значи, на почетокот сте имале човек кој што е малку суетен, ама тоа било толерантно, тоа било нешто со што може да се живее. По 2 години, 3 години или така некако гледате толку многу суетен човек што не можете да поверувате што му се случило. Ја спомнавте суетата, јас верувам дека вие успевате да го прескокнете балконот на суетата и веројатно како и за сите политичари ги слушате и вицовите кои што се за вас. Го слушнавте вицот за кога одите вие, господинот Путин и господинот Обама кај Господ? Го слушнав, да. Го слушнавте? Да, неодамна, да. Да. Одат Никола Груевски, односно одите вие, Обама и Путин кај Господ, за да им кажат две работи. Првата е, Господ вели јасно дека навистина постои, ама другата е дека светот ќе го снема на 1 јануари 2012 година. Се враќаат потоа нели тројцата државници секој во својата земја на својот народ да им ги соопшти резултатите. Обама на своите граѓани им вели: имам да ви кажам една добра работа и една лоша вест. Добрата вест е дека онаа во што веруваме навистина постои, значи Господ постои, а лошата е дека ќе го снема светот во 2012 година. Путин потоа вели: имам две лоши вести. Онаа во што верувавме дека не постои, всушност постои, Господ има. А втората лоша вест е дека ќе го снима светот и се враќа господинот Груевски во својата земја и вели: првата работа ја дискутиравме за актуелните состојби, а втората е Господ му увери лично дека ќе владеам до крајот на светот. Како реагирате на вакви вицеви? Кога е човек на така висока позиција, природно е да има и позитивни, но и негативни и вицови, и реакции, и стрели. Колку си повисоко, толку почесто те гаѓа. Јас верувам дека ви ова не го доживувате како стрели. Не. Сепак се работи за хумора, тоа е здрав. Не. Во секој случај, знаете што, јас практично јас немав зацртано во мојот живот дека ќе бидам на оваа функција на која што сум сега. Имав други соништа. Но животот, сплетот на околности ме донесе во една ситуација да се справам и со еден ваков предизвик, да прифатам еден ваков предизвик и да се справувам со него. С обзир дека никогаш не ми беше обсесија доаѓањето на оваа функција, чувствувам една голема растеретеност во однос на тоа дека нормално еден ден таа функција ќе остапам на некој мој наследник. Апсолутно. И тоа многу ми помага. Тоа многу ми помага во ситуации кога треба да донесам ризични одлуки по мојата функција или одлуки со кои што функцијата ќе мора да ја напуштам. И кога го правам нешто во што верувам, а тоа што верувам може да предизвика губење на функцијата, одговорот ми е: па што? Па што ако ја загубам? Еден ден кога и кај мене тоа ќе дојде, јас нема да бидам несреќен човек. Затоа што се си има своја предност и недостаток. Господине Груевски, сигурно имате моменти, онака лично, значи во диалог со самите себе, кога човек пред спиење, например, си ја враќа лентата на денот или малку и подалеку лентата на животот. Дали тогаш за момент се двоумите, дали беше добро да прифатите да влезете во светот на политиката, автоматски во светот на историјата, за сметка на губењето на дел од себе од аспект на приватниот живот, односите со најблиските, отуѓувањето можеби со пријателите? Во основа, секој човек има по некои грешки, по некои кајања, но дали воопшто се каам што сум го прифатил овој предизвик? Зборувам заради преголемиот притисок, заради преголемата жртва која што некогаш е неопходна за ваква функција како ваша. Во основа одговорот е не, затоа што променив многу работи и се уште менувам многу работи. Веројатно имам и грешки, и пропусти, и слабости. Јас сум жив човек, секој човек што работи и греши, јас сум од оние кои што многу работат и веројатно невозможно е човек да нема грешки, но немам стратешки грешки. Тоа е многу важно. Стратешките тешко се исправаат. Можеби некогаш и не се исправаат. Јас работам многу, јас работам по 15 сати на ден, но си одам дома среќен. Се чувствувате исполнет на крајот на денот? Можеби сум уморен, можеби сум и преоптоварен, но си одам задоволен и среќен од тоа што го работам. Иако сум потрошил огромен дел од денот. Што друго ве исполнува но дали ми недостасува? Ми недостасува анонимност. Тоа е нешто што кога ќе се изгуби, тогаш почнува да се почитува. Порано кога не бев толку познат,
имаше една нишка која што денес веќе ја нема. А господине Груевски, што правите кога не работите? Значи, што друго ве исполнува покрај паролата 24/7? Па, во основа, од кога сум нова функција, најмногу што ми недостасува е еден убав, целосно, слободен ден, без обврски. И кога тоа ретко ми се случува, обично или нешто читам, некоја книга што нема врска со политиката, нити со економијата, или гледам некој филм, или излегувам со децата, со сопругата, со семејството, некаде да се прошетам. Понекогаш малце музика, од прилика. Тоа се главните работи. Кога почнува во ушите... Или спорт. Или спорт, да. Така. Тоа го правам и кога сум во гужва. Така. Наоѓам време. Кога почнува во ушите да ви зуи онака дисторзија веќе од политичките звуци, каква музика тогаш сакате да слушате? Каква музика ве релаксира? Значи, јас не можам да кажам дека слушам еден жанр на музика, слушам повеќе добра музика од различни жанрови и зависно од ситуацијата во која што се наоѓам. Ако сум во дискотека, уживам во техно и електронска музика. Зарем имате време да одите во дискотека во последно време? Па, немам многу, ама се наоѓа? Повремено сакам да отидам. Така. Порано, кога не бев нова функција, одев многу почесто, сега 2, 3, 4 пати годишно сакам да отидам. Ако сум во помирен кафич, би сакал помирна поп музика и слично. Некогаш, кога сум обично на работа, слушам потивка, најчесто по сериозна класична музика, или некоја лесна шансона. А кога сум на свадба, таму сакам изворни македонски песни, народни изворни македонски песни. Така што стиграле некогаш на маса? Во секој жанр, на маса не. Не сте се качиле до сега? Не. Добро. Во секој жанр има добра песна и добра музика. Како што има и шунт. Што ви е милено од културната трпеза во Македонија? Па, најмногу филми и театар. Се обидувам да ги следам сите македонски филмови. Да, јас сум ве забележала на повеќето премиери сте присутни. И можам да кажам дека имаме добри мајстори за таа уметност и дека доправа доаѓа нивното време. За театарот можам да кажам дека некаде од почетокот на 90-тите па до крајот на 90-тите, на цела декада, мислам дека немаше театарска представа во Македонија, особено во Скопје, што ја нема видено, барем еднаш. Тоа беше и периодот кога лично учествував во некои театарски пиеси во Драмскиот театар во Скопје. Следната декада, значи некаде од 2000-та па до скоро, за жал не можам да се пофалам со таков еден скор. Значи заради обврските со кои што се соочувам, помалку, поретко да речеме одам во театар, иако имам голема желба да го правам тоа. Неодамна баш бев на една култна представа која што сега има ново поставување, тоа е Греф или Шприцер и ми се допадна многу. Така што тоа се моите два, како што рековте вие, менија, да речеме, менија културни, менија филмот и театарот. Има една интересна мисла на Оскар Вајлд, вели човек секогаш треба да биде влюбен, тоа е причината поради која не смее да се ожени. Колку ви се промени животот откако стапивте во брак? Па, имајќи во обзир сексуалната определеност на Оскар Вајлд, се чини дека тој не живеел во заедница во која што се чувствувал дека го има вистинскиот избор, ако така можам да кажам. Бракот е ситуација каде што машкото и женското се обидуваат нивните принципи и нивниот начин на живот да ги внесат во една хармонија преку љубовта. Тоа не секогаш е успешно заради сопствените грешки и на едниот и на другиот. Сите ние имаме грешки или слабости. Меѓутоа, тоа не значи дека бракот треба да биде нешто за да се живее еден до друг, а не еден со друг. И во една таква смисла, ако ме прашувате мене директно и лично, јас сум среќен и задоволен во тој дел. Мислам дека ја имам одбрана личноста со која што
со која што ја имам постигнато таа хармонија за која што зборував пред малку. Сопругата ви се, дали некогаш се случува да ви се жали сопругата дека и недостасувате заради преголемиот број на обврски? Сега одговорете ми искрено. Искрено ќе ви одговорам дека имам огромно разбирање од сопругата за мојата работа. Всушност тоа беше и на некој начин и доста го дискутиравме и пред стапувањето во брак. Таа беше свесна дека што тоа значи. Што тоа значи и можам да кажам дека еве во овој период откако сум во брак со неа дека имам целосно разбирање од нејзина страна што драстично помага во таа хармонија и помага и во моите успеси. Кога влегувам дома ме дочекува топлина, кога излегувам исто така излегувам со спокојство. Зависи кој како го доживува зборот мал човек. Јас го доживувам за луѓе со искривени морални вредности, подготвени да направат многу неетички, понекогаш и незаконски чекори, за да дојдат до одредена цел и најчесто тоа е до материјално богатство. И согласно на тоа, ако така го разбираме поимот мал човек, тогаш тој него го интересираат само пари. Господине Груевски, кој е вашиот духовен Монт Еверест? Вашиот најголем успех? Па, за мене тоа е ситуација кога се трудиш нешто да направиш, кога имаш огромни отпори и кога ќе успееш и ќе го докажеш успехот. Баш како качување по планина. Баш како качување по планина. Еве, ќе кажам два примери, иако ги имам многу. Пака нескромно звучи, но можам да наредам и повеќе. Едниот беше, да речеме, пред 11 години, кога се воведуваше ДДВ, данок на додатна вредност. Со години се одложуваше, бидејќи се кажуваше дека тоа е многу опасна работа и кога ќе се воведи ќе има тектонско пореметување во економијата со големи проблеми во почетокот и така натаму. Јас кога дојдов за министер за финансии си одредив 3 месеци за да го подготвам. 3 или 4 месеци така беше. И макотрпно работев на тоа и во тие 3 или 4 месеци во јавноста се создаде тешка психоза дека на 1 април кога требаше да се воведи ДДВ ќе дојде до распад на системот, професори од универзитетот жестоко ме критикуваа. Некој од нив може да издаат и книга со нивните колумни, со тоа каква критика удираа по мене дека ќе има неуспех. Сега што се случи? Се случи прво да нема никаков потрес. Напротив, приходите во буџетот се зголемија, а даноците не се зголемија. И одеднаш почна да има пари за многу други работи за кои што потоа немаше. 6 месеци потоа, тогашниот премиер, јас и моите колеги, седнавме да мислиме како да ги сега инвестираме парите кои што ненадејно ни дојдоа, за некого ненадејно. Што да правиме со нив и тоа мораше брзо да се одвочи, бидејќи ако премногу пари стоат во буџетот, тоа може да биде и штетно. Значи, и не смееш предолго да не одвочиш. Мораш и релативно брзо да донесеш одлуки, затоа што и неносењето одлука може да е штета. Ние продолживме да го правиме, значи спротивно на ветрот. Тоа е она што вие ме прашавте, значи кој е мојот Монт Еверест, да се достигне нешто во кое што мнозинството не верува, ти лично веруваш, еден тим со тебе исто така е неопходен да верува за да ти помогне. Успеваш и го докажуваш целосно спротивното од она што мнозинството, па дури некои високи авторитети и во Македонија и надвор од Македонија и во светот го тврделе. Стравовите се опасна кочница во животот. Од друга страна се па и без нив е лабава оградата на личниот простор. Треба некаков баланс, апсолутно. Од што се плашите? Мора од нешто да се плашите. Знам дека имиџот на премиерот треба да е бестрашен и така натаму. Па добро, не знам дали тој збор е соодветен, но во секој случај, ако нешто предизвикува една неизвестност и можеби доза на страф кога имаме ситуација која што не зависи од нас. Например, светските кризи. Човек тука е немоќен. Обично, најголемите неизвестности, па ако сакате и стравови, произлегуваат од тоа. Од
нешта кои што не се под наша контрола или во кои што ние немаме влијание. Човек обично во зениците на другиот секогаш може да си ги види своите мани или своите грешки. Барем оние кои што се самокритични, кои сакаат да бидат објективни и така натаму. Сите ние грешиме во одредени ситуации. Но личните болки обично човек ги гледа само во сопствените зеници. Тогаш кога ќе го направи контактот на погледот директно со себе или кога ќе ги сврти зениците некако навнатре. Кога гледате во вашето огледало на животот, кој што не ги крие брчките на животот, кои лузни би сакале да ги избришете? Знаете што? Немам намера да претендирам и да кажувам дека немам грешки, затоа што, како што кажав и претходно, сигурно дека имам грешки. Мислам дека немам стратешки, тоа е добро, но грешки, колку повеќе работиш, веројатно и повеќе грешки правиш. Но соочувањето со огледалото, кај некои луѓе кои што имаат повеќе време е часеви, кај мене се секвенци. Јас се надевам дека еден ден кога ќе отидам во пензија, запирка, ако го дочекам тоа, ќе имам повеќе време да го сумирам сето тоа. Сега грешките ги гледам како во една брза анализа, во смисла да не се повторат или да се исправат. Рековте дека сте човек кој што кога верува во работите и кога е сигурен во правиот пат, цврсто гази, храбро, без травови. Многу луѓе се плашат да сонуваат. Обично им е полесно да се плеткаат тука во плиткото, па дури и во матното. Зашто сонувате во моментов? Па веројатно за 10 години 8 до 10% стапка нарасна економијата. Тоа веројатно би ги решило сите проблеми. Но генерално сонувам за сите овие мерки, реформи што ги носиме, промени, новини, да дадат што е можно побрзо и што е можно подобар резултат. Господине Груевски, додека седиме во транзицијската чекалница, кој филм би си го пуштиле да го гледате? Па ние веќе добри 5 години сме излезени од транзицијската чекалница и сме на пат кон нешто што го посакуваме. Би сакал филм во кој што победуваат вистинските вредности, филм во кој што победува работата, истрајноста, исправноста и вистината. Како ја замислувате Македонија по 10 години од сега? По 10 години од сега пред се би сакал да ја видам Македонија со луѓе, со граѓани кои што многу повеќе веруваат во себе и во сопствениот успех. Со еден различен ментален склоп. Кога тоа ќе се смени конечно, а тоа го имаме како проблем, ние ќе имаме многу повеќе успеси, затоа што успехот, половина од успехот е верувањето во него. Веројатно времето ќе покаже, се вели. Тоа е всушност и најголемиот и најнепогрешливиот критичар од сите, самото време. Со каква оценка мислите дека ќе поминеме пред судот на времето во 2050, да речеме? Вака, значи, јас животот го живеам без многу да трошам време на тоа како јас ќе изгледам од еден историски аспект, бидејќи ако многу трошам време на тоа, нема да ја правам историјата. Ќе ги парафразирам зборовите на Јане Сандански во една прилика, во кој што кажува дека, вели, македонскиот народ, можеби не додека јас сум жив, еден ден ќе ја дочека слободата. Можеби нема во времето кога јас да го доживеам тоа, но јас сакам да го организирам, да го подготвам, да го насочам, да му помогнам и еден ден тоа ќе се случи. Тоа ќе ме направи среќен и задоволен во некоја година, во иднина кога ќе бидам далеку од оваа позиција која што сега ми е доверена. Јас се надевам дека вашата верба ќе биде прикажана и на дела, ви посакувам успешна мисија и понатаму. Јас во овој разговор од должна почит ви се обраќав со господине премиер и господине Груевски, не си дозволив ниту еднаш да ви се обратам со Никола, иако начинот како ми беа формулирани прашањата беа токму како да разговарам со Никола. Се надевам дека ви беше комотна позицијата, оти прв пат се наоѓате во еден ваков тип на емисија со еден малку поинаков концепт. Да, се чувствував пријатно. Всушност,
Ретко имам прилика на ваква тема да разговарам и во ваков концепт на ваков тип на емисија. Ја почитувам многу емисијата. Ви благодарам. Секогаш кога имам можност и прилика ја гледам со задоволство. Продолжите така. Тоа е одлична емисија. Остапува од останатите со една собствена вредност и со нешто што е поинакво и убаво. Драго ми е ако ви е впечатокот тако, ви благодарам многу. Обично од политичарите сме навикнати на крути и посувопарни одговори, онаму каде што им е најдобро истапкан теренот во нивната мисија, да речеме. Јас верувам дека вечерва допрев неколку слоја подлабоко од вас и дека отворено и искрено зборувавме за повеќе работи низ еден психолошки, филозофски и малку поинаков контекст. Ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам за можноста и за поканата. Ми беше чест и задоволство. Ми беше задоволство.